Добро вечер на сите. Дојде денот за уште едно од тие емотивните видеа, кога се уште сама, се надам дека веќе од следното видео и со гостин со своја приказна, кога зборуваме за зависностите. Решив да го крстам проектот Порок без маска, ми беше нешто 0% порок, ама нема врска, додека не станам Опра Винфри, можам да си менувам додека не се стабилизира проектот и онака сега сум уште на почеток, уште вежбам, уште правам. И секогаш кога зборувам на оваа тема, веројатно затоа што ме засега и мене, и моето семејство, и они гледаат, веројатно и нив ги погодува ова се што го кажувам. Имам трема, сакам да кажам. Денеска ќе зборувам, и минатиот пат кажав, ова не го зборувам како експерт, ниту како доктор или психијатар, ова го зборувам јас од моје лично искуство, од мои лични истражувања, од некој кој што бил и се уште е делумен паталец. И нешто, две работи, односно ме инспирираа да зборувам баш на оваа тема, односно зошто во едно семејство, каде што има две или повеќе деца, може едното да биде зависник, другите да бидат успешни и раснеле нели од исти родители, биле израснати од исти родители. Зборуваме по тие услови, не зборуваме во услови кога има компликации, нели, премажување, преженување, полусестри, полубраќа, зборуваме конкретно за 2 или 3 деца кои што раснеле баш од исти родители, од исти покрив, исти правила, на иста маса, а сепак израснеле во нешто сосема различно. Знам дека е многу емотивно ова и за родителите особено. И видеото никако не смее да биде насочено кон тоа дека сега јас покажувам прст кон родителите и дека тие се виновни, затоа што знам дека тие се оние кои што се најмногу скршени, оние кои што постојано се прашуваат каде сгрешивме, оние што постојано чувствуваат и бараат каде е вината, иако во најголем број од случаите верувам дека родителите дале се од себе, онака како што знаеле и умееле. За ова видео морав мал потсетник да си направам, бидејќи има некои факти кои што ги прочитав и да си дадам насока, многу текст ми дојде за да го запамтам. Инаку, една од инспирациите зашто решив да го направам ова видео е гледав една изјава на доктор Габор, може да го изгуглате сега, да не губам време за него да зборувам. Човекот е од Будимпешта, меѓутоа е канадски државјанин, не е важно. Кажува дека ниту едни браќа и сестри, без разлика на тоа дека живееле, нели, како што напоменав, под исти покрив, од исти родители израснати, на иста маса јаделе, во иста соба спиеле, ниту еден од нив не ги има истите родители. Односно, сите две деца имаат различни родители. Зошто? Затоа што во зависност од тоа кое е прво, второ, трето дете, во зависност од каква била моменталната нивна емоционална, финансиска, социјална состојба, кога се родило едното, другото или третото, различно го доживувале, не дека ги сакале помалку, едноставно некогаш сакајќи или не сакајќи му давале повеќе внимание на едното, помалку на другото. А секое дете, како што знаеме, си има свој темперамент, тие пробувале на исти начин да ги воспитаат, како едното, така и другото, не размислувајќи на тоа дека двете деца не реагираат исто
и не ги доживуваат исто работите. Дури ќоте кој тебе награда или казна, едното дете ќе рече, ај баш ме боли ово, утре пак ќе направам ова, а на другото дете ќе му остане тоа траума. Значи, знам дека сите давале се од себе и никој не го посакува на своето дете да биде зависник и да се мачи низ животот, ниту пак да ги измачува сите тие околу нив, вклучувајќи ги и родителите. Едно од децата научило да се избори, друго од децата научило само да ќути. Дури и ние што сме екстровертите, што делуваме екстровертно, тоа ни е само некоја тој ни е само некој одбранбен механизам, сушност длабоко сме многу интровертни. Јас лично никогаш со никого немам зборувано за моите проблеми, за никакви проблеми. Иако делувам джагара, багара, хај хуј, за она што душата ми го носи, секогаш сум го чувала во себе. И таквите слични на мене, веројатно секогаш бараме некој адреналин, бараме нешто да направиме за да ни биде животот малку поинтересен, затоа што таа маска што сме ја носеле цело време за да бидеме, како што кажав, да изиграваме кловнови, кажав во минатото видео, некогаш не изморува и бараме нешто ново. И така тој молк кој што го чуваме во себе толку долго некогаш знае да прерасне во некоја зависност, коцка, алкохол, дрога и така натаму. Секој дете си живее во свој различен свет, нели како што кажав. Мене ќе ме истепале, ќе ми останало тоа цел живот траума. Моите сестри можеби ќе ги истепале, може и забораиле. Секој различно го доживува и секој различно го прецепира и никој од нив не лаже. Ние сите сме пораснале демек во истата таа куќа, но секој памти едно различно детство. И никој од нас не лаже. Секој си ја кажува својата вистина. Секој има своја вистина. Секој памти различни работи. Еве и ќе седнете со вашата фамилија и ќе рече, да ти текне на тоа, некој памти едно, некој памти друго. Ние кои што си го носиме овој порок со себе, за жал ги памтиме тие некои си потешки работи, кои што потешко се варат во организмот, потешко се процесуираат и затоа сме овде каде што сме. И од тоа што ни било страв да не разберат, од страв да не осудат, од страв да не казнат уште повеќе, сме нашли некој друг излез само за да избегаме од таа некоја реалност која што всушност и не требало да избереме. Си кажав, значи стварно на почеток на неколку први видеа ќе имам трема, многу ми е болна и мене темава, а верувам и на тие што некако се поврзани, дали се родители или зависници, без разлика, сигурна сум дека ќе ме сватат што зборувам и ќе разберат зошто помалку и дъткам и помалку имам грудка во грлото. Што имам друго да кажам? Да. Извинете. Значи, пак сакам да повторам уште еднаш дека не сакам ова да биде видео дека ние ги обвинуваме родителите, туку само бараме да имаат разбирање кон нас, дека ние не сме го избрале овој пат намерно. Туку случајно, бегајќи од таа тишина, бегајќи од таа болка, бегајќи од таа сурова реалност со која што не сме можеле да се справиме, сме си нашле излез кој што делумно ни помагал и не вадел од таа депресија, од таа анксиозност која што после тоа не унесе со Вардар. Значи,
Извинете што читам, многу стварно зборам секогаш. Не смееме да ги обвинуваме родителите. Мислам, разберете ги и тие секогаш, гарантирам дека секогаш мислеле најдобро со она што може да го приуштат, со тие алатки кои што ги имале, давале се за своето дете. Меѓутоа грешката може би била што за сите деца мислеле дека треба да дадат исто. А тие деца не се исти. Некого може и да го оставиш на улица, ќе стане билионер, другиот и да го чуваш во стаклено ѕвоно, ќе стане коцкар или било каков зависник. И ова, како за крај на ова видео, морам да го прочитам, бидејќи многу ми се допадна оваа реченица која што така ми дојде. Не бараме обвинувања, не сакаме осудувања, туку само разбирање и за нас, и за нашите родители. Родителите не грешеле, правеле најмногу што можеле и ние сме само производ на некоја болка која што еден период не била слушната. Зад секој порок стои човек. Зад секој зависник стои дете кое што некогаш само сакало да биде видено и слушнато. Доколку сте ја пропуштиле оваа шанса и доколку ние сме ја пропуштиле оваа шанса, не значи дека сега ајде ќе чекаме на мама и тато да ни помагаат, да најдете заедно начин како да се справите, затоа што почнувајќи од нас, без ваша поддршка, не може никој да успее сам. Иако најголем број од зависниците најмалку сакаат да зборуваат со своите блиски. Од срам, од некој си покор, од, пак ќе кажам, од страф, од обвинување. Најголем дел од мојот живот, јас баш поради ова и не зборувам со голем дел од моето семејство. Мајка ми секогаш била тука за мене, но не и другите, затоа што не можеле да го разберат ова што јас сега го кажувам. Некој ќе рече, де, татко ти те истепал, татко ти те искарал, татко ти не знам шо, те казнил, те направил, и мене така. Тригерот кај секој различно делува. Ако мене нешто ме заболе, вас може би не. И обратно. Може би мене ми е нешто смешно, што вас може би ќе ве падне во депресија. Затоа имајте само разбирање и прифаќајте ги сите различни од вас. Пробајте да бидете тука за нив. Макар и да ви се непознати. Толку од ова видео. Не беше толку тажно, малку изгубив време на читање, затоа што стварно сакав да ги кажам работите кои што мислев дека се важни и мислам дека се важни. И тоа, ги замолувам уште еднаш сите кои што имаат било каков порок и сакаат да разговараат анонимно или не анонимно, да ми пишат на мејл, да ми пишат во порака, може да биде и дел од нечиј родител, брат, сестра, партнер, затоа што и они се справуваат со зависноста со истата тежина како што се справуваме и ние. Мислам, на тие што им значиме. Убава вечер. Ајде сега идеме да се смееме со смешни видеа. Чао.